овие нови мерки се како дел или резултат на сите консултации кои што ги направивме, на сите теренски средби, на сите состаноци на подсекторските групи кои што постојано заседаваат во Министерството, на консултациите и сугестиите кои што ги добивме од Факултетот за земјоделски науки и храна, од науката, од сите чинители во нашиот сектор, и владата ги усвои на последната седница. Се однесува за дополнителна, односно нова поддршка за набавка на вештачко ѓубриво, која што ќе изнесува 40% или 4000 денари по хектар за пченицата и за пченката и 2500 денари за јачменот и 2500 денари по хектар за сончоглетот, односно 40% за сите овие култури поддршка за набавка на вештачко ѓубриво. Поддршката е итна, интервентна, односно исплатата ќе биде на неделно ниво преку Агенцијата за финансиска поддршка. Од понеделник до петок ќе се поднесуваат барањата од страна на сите оние кои што набавиле со фискални сметки, со пропратна документација и веќе следната недела ќе бидат исплатите. Министерството транспарентно ќе објавува колку земјоделци, колку се оние кои што ја искористиле оваа мерка и во кој износ. При тоа мерката не се однесува само на оние кои што аплицираат за субвенции, туку на сите земјоделци кои што се дел или регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Сакаме да ги мотивираме сите да ги искористат овие средства, да ја искористат оваа можност покрај останатите, покрај тоа што добиваат зелена нафта од државата, покрај редовните субвенции. Секако дека во моменти на светска криза, во моменти на затворени пазари, ние мора да се избориме за што поголемо домашно производство и затоа даваме ваква поддршка. Дополнително, сите оние кои што ќе направат принос, остварат принос кај пченицата, например, од над 4 тони по хектар или кај сончоглетот од 1,5 тони по хектар, ќе добијат дополнителна субвенција од 5760 денари. Сите оние кои што ќе остварат принос, кој што ќе биде предаден на преработувачки и регистрирани откупувачи, ќе добијат дополнителна субвенција од 5760 денари по хектар. Односно, овој пакет на поддршка на некој начин изнесува 10.000 денари дополнителни пари покрај редовните субвенции и сите останати мерки. Веруваме дека со тоа ќе го поттикнеме домашното производство и фокусот и акцентот кој што го ставаме токму на оваа гранка. Во овој план за производство на храна, кој што владата го разгледува и постојано ќе носиме нови мерки и политики, се опфатени и останати сектори, останати мерки во делот на предадено јагне 400 денари, во делот на предадени гоеници 1500 денари. Особен фокус даваме на живинарството, заради тоа што покрај тоа што треба да обезбедиме леп, масло, зејтин, брашно, се и млекото и јајцата, и затоа креираме постојано и такви мерки. Особено сакам да потенцирам и да мотивирам да се искористи овој период и пролетната сејдба за сончоглед, заради тоа што обезбедивме 40% поддршка за ѓубриво, обезбедивме околу 100 евра дополнителна субвенција за сите оние кои што ќе остварат принос од 1,5 тони. Обезбедуваме и други мерки и навистина овој период во кој што заедно со доделувањето на земјоделското земјиште, со распишувањето на следниот оглас веќе следната недела од 6000 хектари кои што ќе бидат наменски за поледелските култури, како држава, како земјоделство со сите чинители нудиме еден огромен пакет на мерки и политики како да го зголемиме, одржиме и зголемиме домашното производство на овие стратешки култури.